На годинешниот Кочански панаѓур, кој традиционално се одржува на крајот од месец октомври, локацијата е иста, на улицата Скопска, на просторот до детската градинка и стамбените згради. Посетеност како за ваква манифестација. Броен народ, меѓу кои секако се родителите со нивните деца. Понудата голема и разновидна. Јас мислам оти Кочански е број 1 во Македонија. Спрема другите панаѓури. Во посетеност, мислам, и во тезги организација. Како што има тука, мислам, вие ги викате љујашки тие. Ние ги викаме по прилепски вртелешки. Луна парк. Доста е богат, децата многу покрај нив, и крофниче купа, буканки, памук. Денеска и утре очекуваме, вчера беше добро. Денеска ќе биде подобро и утре подобро, пошто викенд е, сабота, недела веќе. Во споредна со лани е помала посетеност. Се надеваме денеска и утре дека ќе го надополнат она што е препознатливо за Кочани. Иначе, како секоја година и ова година, со повеќе артикли, со повеќе многу роба, сме дојдени од цела Македонија за Кочани. Ги повикувам сите да дојдат на панаѓур. Има понуди, цени, да го направат Кочани како што и доликува за Кочани. Цените повисоки од лани, но и поголеми во однос на пазарен ден во Кочани. Во споредба со лани времето послужува и е добро. Мислам дека има повеќе луѓе и роба има доволно. И убаво, и треба традицијата да задржува и понатаму. И поубаво до година. Па скапо, према примањата скапо, се е скапо. Дечињата дали се радуваат? Радуваат се, сега на Лулашките ќе одеме, за нив излегнавме. На панаѓурот најпосетени се лулашките и другите забавни игри. Децата се радуваа и со восхит сакаат да се повтори безгрижната игра на овие детски играчки. Инаку Кочанскиот панаѓур и годинава не донесе ништо ново, поразлично од другите години.